Не дека на ретроградниот не му треба модерен и урбан стил, но тоа не бива да го сугерираат бербери кои докажано на суво можат да го избричат собствениот политички образ без да им остане никаков белег. Па пробуваат на кец да ја ишишаат земјата инсистирајќи сите да бидат гологлави во логорот на партиската вистина, која ти е толку упорно, лажно ја фризираат. Одамна ти го збирам, што викаме ние, и за тоа те советувам. Земи уредно построиште, човече. Да не ти паѓа коста на очите, да не бидиш многу паметен. Таа должина понекогаш и не е доволен аргумент за квалитетот на содржината која се крие зад неа, бидејќи оние што цврсто држат до тој политички и модерн стајлинг, дефинитивно имаат некои неверојатни и свежи сознанија за историските факти. Македонија е најстара Македонија не во Европа, него и во светот. На неа на највозрасната планетарна дама со политичка инструментализација се креира недоволно јасен родослов, па мора да биде подведувана и на културен фейслифтинг. Традиционалниот изглед се менува, ама со толку ефтина козметика, која се распаѓа при првата употреба, па како малтер на лицето се шлапаат две нови шминки врз секоја стара историја. Станува збор за две фасади кои што се споени во една. Овој проект е дел од големиот проект на владата. Таа дупла надворешност која умешно го сокрива незиниот вистински лик, ја прави момата подготвена за шетање. Ама само ако неа ја води човекот кому изгледа веќе не му е до ништо друго дојдено, освен до песна, и тоа од јутра до сјутра. Доволно е да се прошета низ Сараевската баш чаршија и низ Скопската стара чаршија, каде со звуците на босанската севдалинка и на македонската елегија се спојува ручекот со вечерата. Атмосферата со која тој сака нашата да ја поистовети со сарајката изгледа сосема податливо за хепокоцките кои се подготвени да прегорат, затоа што не сакаат да ги отворат очите и да видат што се прави, туку само ги чулат ушите да чујат што се зборува. Па за грст земни божества се подготвени да се принесат себе си на олтарот на татковината. Јас сум чиста македонка од дедо, прадедо. И ако требе до последното ја ќе бидам таа првата, ако треба ќе се наимам, како се прозивам и како се викам, ја ќе бидам таа пред собранието на собранието и ако треба жртва ќе одам, мене нека му утепат, ама нема да дам Македонија. Оваа резултанта на масовната продукција на ултрапропаганда има далекосежни реперкусии со оглед дека незините оперативци на малите екрани ескриено емитуваат програмска содржина со евидентен презир кон публиката. Гледам сега дека во мода било да се прават политички емисии, секој да си каже свое мислење, па си реков чекај, зашто и јас да не пробам. Ставовите и мислењата што ќе ги кажувам овде се лично мој, некому ќе му се допаднат, некому не. Затоа уште на почетокот да ви го кажам мојот став, ични ми е гајле. Вие сте господари на далечинскиот управувач. И на крајот. Дотолчени со плитки, банални и лажни телевизиски емисии, се прашуваме каде уште можеме да најдеме капче за мир и моменти за одмор. Брзите прсти навистина делуваат како ослободителиот свесно закрепостениот, уредничко-гледачко, проповеднички миш-маш. Ични ми е гајле. Толку можам да кажам.